Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имејл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Има доста значајни посети, средби и собири на меѓународната политичка сцена на кои учествува Република Македонија. Европската политичка заедница одржа собир во Тирана, Албанија, на кој присуствуваше и председателот на македонската влада Христијан Мицкоски, како и 46 шефови на држави и влади од Европа. Главна тема била новата Европа во новиот свет, безбедноста и заедничката визија за иднината на континентот. Било укажано дека е потребна поголема соработка меѓу државите за решавање на суштинските прашања од заеднички интерес. За време на самитот во Тирана средба имаа премиерите на Македонија Христијан Мицкоски и на Обединетото кралство Кир Стармер. Тие потпишаа договор за стратешко партнерство меѓу двете земји. Станува збор за документ кој се очекува да отвори нови перспективи за соработка во клучни области, како што се безбедноста, економијата, инвестициите, образованието, енергетиката, дигитализацијата и климатските промени. Во посета на нашава земја денес беше министерката за надворешни работи на Австрија, Беате Рајсингер, која со незиниот домаќин министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски ги потврдиле блиските и стабилни односи и довербата градена со години меѓу Република Македонија и Австрија. Е укажано дека билатералните прашања треба да останат билатерални, а не да бидат камен на сопнување на Европатот. Нова посета на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта на Република Македонија, ама останати се старите позиции на Брисел. Според Кошта, Европската унија очекувала Македонија да го спроведела тоа што прифатила, да направила уставни промени за да продолжела напред кон унијата, бидејќи немало друго решение. Тој оцени дека Македонија направила многу за реформите, го оди можеби најтешкиот пат, а клучно на кое требало да се работи биле владењето на правото, борбата против корупцијата и друго. На средбата со премиерот Христијан Мицкоски во владата, Мицкоски рекол дека уставни измени може да има, ама со одложено дејство и со гаранција дека нема на Македонија да и се поставуваат нови и нови уцени и барања. Паменувавме знаме, устав, име и пак 20 години републикава стои во место, а Бугарија не спроведе најмалку 14 пресуди од Меѓународниот суд од Страсбур кои се однесуваат на македонците во таа земја. И кога ние ќе имаме јасен став од Европската унија околу многувековниот македонски идентитет. Наспроти изјавата на Антонио Кошта, во Скопје со друг став излезе високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија, Каја Калас. Таа рече дека Македонија прави добар напредок и не е во ред на европскиот пат да ја кочат билатерални прашања. Во нашава земја беше и специјалната представничка на Англија за Западниот Балкан Карен Пирс, изразувајќи поддршка за македонските европски интеграции и за проширувањето на економските, трговските и други врски меѓу Македонија и Обединетото кралство. Во главниот македонски град се одржа дводневниот самит Македонија 2025, на кој главни теми беа забрзувањето на економскиот раст на земјава и до 5% годишно, потоа иновациите во економијата и развојот, инвестициите и улогата на нашите иселеници во националниот раст на Македонија, подготовките за иднината, примената на вештачката интелигенција и слично.
На самитот Македонија 2025 учествува над 500 економски експерти, директори, бизнисмени, бивши и сегашни премиери и министри од републикава и од светот. Новите инвестиции во земјава премиерот Кристијан Мицкоски ги нарече инфраструктурен бум, бидејќи со најавените 2 милијарди евра ќе се отворат илјадници нови работни места и меѓу другото ќе се гради брзата пруга од Табановце-Кумановско до Гевгелија, па луѓето ќе патуваат со брзи возови 160 км на час. Исто така продолжува изградбата на клиниката во Штип, на болницата во Кичево, продолжува реконструкцијата на клиничката болница во Тетово, додека во енергетиката главни проекти се хидроцентралите Чебрен и Галиште на Црна река, реконструкцијата и изградбата на коридорите 80 и така натаму. Бизнисменот од Канада со македонско потекло Крис Павловски во Скопје рече дека Македонија може да биде Швајцарија на Балканот за идните генерации. Овде има многу можности за да се инвестира и дека републикава не треба толку да се грижи за светот, туку да се грижи за самата себе, зашто има потенцијал да биде неутрална држава. Павловски изјави дека сака Македонија и бара начини да помогне, а веќе има инвестирано во компании во нашава земја. Продолжуваме со вестите. Поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, неговото блаженство, господин Стефан, упати честитка по повод изборот на новиот папа Лав 14, во која порача: во овој историски момент за вас ви го честитаме изборот за 267 папа на римската столица. Бог нека ве дарува со боговдахновена, смирена, плодородна и долговечна служба. Се вели меѓу другото во пораката на поглаварот господин Стефан до папата Лав 14. А лидерите на македонските верски заедници ставија подпис на декларација против насилен екстремизам во земјава, бидејќи верските заедници се доста клучни фактори за спречување на таквиот екстремизам. Тие се за взаемна почит, зачувување на мирот и градење достоинствен соживот, а не злоупотреби на верата за поделби, насилство, говор на омраза и пропаганда, што потикнува недоверба, се вели меѓу другото во усвоената декларација. Беломорски видувања во Скопје. Македонците од Егејскиот дел на Македонија ги одбележаа 76 години од прогонот на нашите браќа и сестри од нивните родни огништа во Егеот. На средбата беа споделени спомени, тажни сеќавања на генерациите за минатите тешки години, но имаше и успешни животни приказни и оптимизам за времето идно. Во Белград свечено е отворен Македонскиот културно-информативен центар. Пред многобројните присутни беа исполнети популарни македонски песни и изложени дела на 25 наши ликовни уметници. Следи блокот информации на повеќе теми. Им пропаднал планот на опозицијската партија ДУИ, кој бара СНВ со општинските да се организираат и предвремени парламентарни избори. По разните изјави и најави, партијата Алијанса на албанците замина во опозиција, како и нејзиниот лидер, досегашниот министер за здравство Арбен Таравари. Од ВМРО ДПМН е побара Таравари да кажел со што бил уценет од опозицијската ДУИ за да оди во нивна преградка. Напуштањето на владата од министерот за здравство и на неговата партија не помина без остри зборови меѓу довчерашните соработници Таравари и Меджити. Имено Таравари го опишува Меджити дека бил пензионер кој возел под дејство на алкохол, што бил заслепен од мојкта на власта, па тој да зборувал за промени било и абсурдно и смешно. Претходно вице-премиерот Меджити ја критикуваше одлуката на Таравари да ја напушти владата, но не дека ја напуштил, туку дека ја предал. Од ВМРО ДПМН неколку пати прашуваат како е добиена златната виза на лидерот на СДСМ Филипче и дали тој имал удел во бизнисот на Заев во Дубаи. Од партијата СДСМ тврдат дека Филипче имал виза од Обединетите арапски емирати, ама не била добиена заради инвестиции или дека имал имот тамо. Молчешкум со очи полни солзи и со високо кренати фотографии од нивните чеда кои настрадаа во пеколот, во дискотеката во Кочани. Родителите и во последниот протест побараа правда за оваа трагедија што е потресе македонската и пошироката јавност. Семејствата на настраданите бараат независна и темелна истрага, бараат правда за сите кои се виновници за големата трагедија
и да нема прошка за никого. Премиерот Кристијан Мицкоски ќе оди во Кочани на средба со тажните родители. Според јавното обвинителство, истрагата за дискотеката во Кочани е во тек и се очекува да завршила до 17. јуни, а имало над 60 осомничени лица. Има прашања каде завршиле дел од парите од луксузниот апартман на Јосип Броз Тито во Њујорк, кој беше продаден за $50 милиони, а Македонија доби дел како поранешна држава на СФРЈ. Поранешен шеф на постојаната мисија на Македонија при Обединетите нации беше Љубомир Фрчковски. Тој е осомничен за злоупотреба на службената положба и овластувања, и против него и уште тројца други е поднесена кривична пријава за финансиски малверзации од $116,000 за времето од април 2022 до октомври 2024. За пожарот во модуларната болница во Тетово во 2021 година, кога изгореа 14 лица, осудени се на по година и пол затвор поранешните директори Флорин Бесими и Арта Нетеми. На 12 години затвор е осуден младиот Васил Јованов, кој на пешачки премин во Скопје ја прегази девојката Фросина Кулакова, немал возачка дозвола и бил поднапиен. Го загуби животот 58 годишен работник во Охрид, откако паднал при градежни работи во трговски центар во изградба. Радиопрограма во Македонско продолжува со својата исклучително важна и незаменлива мисија и улога во афирмирањето на македонското име, македонскиот јазик, музика и вистина на северноамериканскиот континент и надалеку во светот. Ете благодарение и на разбирањето, на добрата волја и помошта од Алек и Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и на Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони. Па вие секогаш кога сакате да купите камион нов или со поминати километри, побарајте ги Алек и Димитар. Македонскиот павилјон, отворен на Биеналето на архитектурата во италијанскиот град Венеција, беше вброен меѓу 10 највпечатливи од купно 66 земји, колку што годинава учествува на оваа значајна меѓународна манифестација. Еве тоа беше изборот на информациите за денешно војавување одовде од наша Македонија. Драги слушатели и пријатели, драги брајке и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега уредничи и водител, познат писател и родолюб Бошко Рајчовски Пелистерски, на сите вам Фиданката Наскова ви посакува да имате тоа што вие ке посакате.
Danas život je brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam trebaju dobar i povoljan auto i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000. I pitajte za mene Deni ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Dobar dan, ja sam Leli Marković, vlasnik Mac Travel Agency, a vi slušate makedonski radio program Oro Makedonsko. Колку близко е телефонот, толку близко е и стариот крај ако патувате со Serbian Airlines. Комплетна резервација преку телефон може да ви направи Mac Travel International и Лили Марковиќ на телефон. Телефонот Mac Travel Agency 773-780-1945. Колку близко е телефонот, толку е близко стариот крај. Патувайте со Mac Travel. Ви посакува среќен пат. Serbian Airlines поаѓа од Чикаго и Њу Јорк до Белград со конекција до сите градови на Балканот. Време е вашиот одмор да го направите преку Mac Travel и Serbian Airlines. Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион нов или половен. Многу нашинци се во овој бизнис и за кратко време ќе се збогатите и вие. Ние ви ги препорачуваме трите компании од каде можете да купите камион нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partners and Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефон 312-593-6703. Прашете за Алек или Димитар или навратите на адреса 96 Базел Стрит, Джолиет, Илинойс. Запознајте се со Алек или Димитар. Одберете каков камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земете кредит. Телефон 312-593-6703. На еден дел од денешната програма спонзор е Ѓорѓија Ѓорча Танасовски, председател на Македонската алијанса, идниот Кинг Ѓорџ. Вие слушате македонската радио програма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа. Ќе одите на Facebook или YouTube и ќе напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810-335-5552 Или на имейл braichevski@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско. Иселенците со љубено својот селски празник Свети Атанасов ден летен ќе го одбележат во недела 18 мај во Македонскиот културен центар со почеток 3 часот попладне ќе свири Five Stars, а за вас ќе пее Ристе Тевдовски. Кумовите Спасе и Виолета Јанкуловски ви го честитаат празникот и на сите гости ви посакуваат пријатно празнично расположение. Управата при црквата Свети Ѓорги Кратовски традиционално на Memorial Day одржува пикник на својот црковен парк на 12 мајла во Farmington Hills со почеток 3 часот попладне до 10 часот навечер. Сите сте добродојдени, одлична скара и многу други домашни јадење. Понеделник 26 мај пикник во Свети Ѓорги Кратовски со почеток 3 часот попладне. И рече, вој јазик треба да се избриши, да се ќе го погребиме. Да се пикне подзема тој јазик. И јас како чука се уплаши, кај ќе го пикне јазик го подзема, сите наши ќе да пикне подзема. Се уплаши. Да. Тоа паметно.
И после тоа имаше смени, во селото се сменија работите, езикот се смена? Тогава затвори езикот да се зборуваме по наши, нито на правда да не може да му зборуваме по наши, нито на правда. Ни во судот не можеш. Ако зборуваш, ќе даш пари. Рушват бараат тие да вземат пари. Ако зборуваш македонски, треба да платиш како казна. Ја. Како казна. И тоа беше која година, баба Циле, уште да кажеш? Од 36-та до кој да го партизани. А пред 36-та дома вие како се зборувате? По наши зборуваме сите. Немаше никаков проблем. Никаков. А твоите баби и дедовци кој јазик? Сите нашиот јазик. Го знае грчкиот да го зборуваат или не? Турскиот. Грчкиот го знае? Турскиот, но не знае никој. И сам се принуди да оде на вечерна школа и носевме подмишка, оти не можеа да барат старите. Кој можеше да води? И така се учеше. Значи во тоа време македонски нашиот јазик е тој што не можеше да се зборува. Не требаше да се зборува. Забрането, по сите зидови се пишеше да зборувате грчки. Беше така забрането. Забрането. Ние кои растевме дома, имаме полиција, полицанска станица во селото. И тие не тражеја, не следе што правиме. Еден ден беме собрани во наша куќа, плетеме, чупине, додое машки. И тие разбраја што сте собрани у нас, тоа пишаво. И се разбрајам корфилаците што беме собрани, додое, робнаја на врат, не броја, колку души сме, не броја. И одма не грабие, и не заракува полицијата. Ние горе, машките долу. Додое кјотек на машките доста испод тепа. А зошто ги тепаја? Зашто беа собрани. Не смее да се берат. Тогаш во Метекса времето не смееше се берат? Не смееш да шеташ надвор. Не знам од колку сато до колку. Другото време забрането. Не дојде ношија на вече така и не заплетиме. Our mother tongue. Ама јас га науков што не сме грци, уште млад. А на мајка ми и татко ми беше страда ми кажат, оти не сме грци. Дојде многу тешко на мајка ми и на татко ми, кога се дојдов дома јас. Кога пеев грцки јеројски песни, тие ми рекла, му закачи нож, ама не ми кажува зашто. И за доста време пред да ми казат, оти ние не сме грци, и тие песни што ги пеав јас против нас. И од тоа се науков јас кој сме. Извинете. Narod svoj.
дава одредена поддршка, испега таа поддршка сега била лажна, кога страна човек ги гледа работите, бидејќи одеднаш Русија меѓу првите држави кои признаа Македонија под името Северна Македонија. Каде се Добро, Аскај, че дозволите да објаснам. Да, многу ми е битно. Многу ми е битно да го објаснам. Не е лажно тоа од Русија. Лажни сме ние. Зошто? Русија, ако се сеќавате, речи и Путин даде изјава дека секогаш Македонија ќе ја признава под името. Јас не велам уставно, бидејќи нашето име не е уставно. Не е донесено со... Тоа е многу погрешна формулација со устав, туку е генеричко. За него сведочи најјакиот антрополошки религиозен документ на западната цивилизација, Библијата. Сега. Што се случи Русија да не изневери кога рече никогаш него. Тоа е заслуга на нашиот преседател Ѓорги Иванов, Хорхе што го викаме. Зошто? Затоа што русите има спремено и правен тим цел и има намера да ја го покренат процесот за таа неправда, за тој геноцид идентитетски над македонците, кој што, како што знаеме, се изврши на силеџиски, фашистички начин. Русите имале правен тим. Јас предпоставувам, сигурно бидејќи инсистира да се даде да го дадеме во он проблемот. Да го дадеме во он проблемот. Ова е сериозна формулација, би сакал и пред мене и пред гледачите да малце ја анализираме. Значи, вие сметате дека Ѓорги Иванов да, апсолутно. Не е на висина, додека се уште председател на Република. Да, не го даде тоа, бидејќи инсистира русите да го даде. Значи, Ѓорги Иванов да покрени иницијатива во Советот за безбедност на Обединетите нации, можеме ли да објасниме? Нации да покрени иницијатива да се врати нашето име, бидејќи е неправилно ликвидирано. И дека русите би застанале за едната финизација. Русите го бараат тоа. Го бара од Ѓорги Иванов. Да, па се разбира. И Ѓорги Иванов не прифаќа. Па не прифаќа, јас ги имам информациите изворно. Вие сте имале средба на таа тема со Ѓорги Иванов? Имав со амбасадорот. А со Ѓорги Иванов имавте средба? Да, пред да се случи тоа, ние бевме македонски манифест. Кој македонски манифест? Кај него и го прашавме најсериозно. Кажавме дека темата на нашиот разговор е тоа, дека последната шанса нешто да се направи, да се исправи тој геноцид, да се врати името е тоа, бидејќи русите го бараат тоа, се разбира, ако русите го постават тоа и Кина стои до нив. Две членки на Советот за безбедност. После и други се. Знаете што значи тоа? Бидејќи нормално тие не скокаат Русија така наслепо. Нормално да имале подготвено цел документација, правен механизам за тоа. Вие знаете како се кај нас правокриминално одвива работите, со купување на пратеници, со уцени, па како се тоа одвиваше со притисоци. Меркел доаѓаше овде, доаѓа некои силни американци. И што ви одговара Иванов? Да не избегаме темата. Иванов рече категорички дека нема проблем, че го даде. Ние го прашавме што треба да направиме манифести. Собирајте подписи. Собравме Така вие почнувате подписи да собирате? Да. Врз база на сугестии препорака на Иванов? Преку интернет 10.000. Се јавив јас во Австралија и таму 10.000, 15 собра. Значи сите ги излажам, испадна лажго. Значи ви бараше да собирате подписи, ви даде поддршка и не побара Советот за безбедност или не го постави прашањето пред Советот за безбедност? Не, и нормално, знаете вие, кога беше он во Русија го примија како крал, Путин го прими на највисоко ниво. Црквата руска го одликува? Да, мислам дека и на Ломоносов му даде одликување. Мислам дека почесен докторат. Почесен докторат, па Путин му рече културата ни доаѓа од Македонија, дека изворот на руската цивилизација од овде. Значи му па бугарите збесна и на крајот тој ја откачи и Путин, и Русија, и македонски манифест, и македонскиот народ. Најбезобразно. Јас сум многу луд. Тоа е за мене веле предасто. И јас не правам разлика меѓу него и Зоран Заев. После тој гест него. Сака да кажете, господин Кликников, дека ова позиција
сегашна на Руската Федерација се должи на прекршен договор кој го имат направено со Ѓорги Иванов? Но разговарале тие, не направиле писмен договор, ја предпоставувам. Значи ние русите сме ги излажиле. Нормално, знаете кога не можеш ти да си играш со една Русија. Поред, па се шегувавме после. Кои сме ние? Еве и така да ги поставиваме работи. Што не сачате вие, значи бидете северна и така не. Кој е некапацитет на генерација политичари во еден временски период? Значи, кој е некапацитет на генерација политичари? Мислам, ко некоја црна дупка да сме влезели. Тука, мислам, ви честитам за кампањата, меѓутоа мислам дека треба да дадете. Јас сум македонец и никогаш нема повеќе да дозволам мојата држава Македонија да биде преполна со ѓубри и со фекали. Значи ќе покажам дека екологистот наш. Не е екологист, тоа е чист патриотизам. Не е екологизам. И да знаеш, патриотизам. Од господин Фрчковски, дека бил мозокот, мастермајндот на атентатот на сега веќе починатиот прв председател на Независна Република Македонија, господинот Кирил Григоров. Уште имам 2 реченици. Ајде. Летоска ќе правиме конференција 30 години од атентатот и ќе дојде клучниот сведок Љубица Ачевска да го повтори тоа. Паднал во депресија зашто тоа Гајдов го изјавил пред председателот Пендаровски и пред премиерот Зоран Заев. Господинот Фрчковски бил депресивен во тој период? Психијатриско вештачење го покажа. А затоа тој кој беше годинава, мислам, кај нас на интервју, кај Гоце Михајловски на само интервју, ми делуваше малку депресивен. Може да го држи таа депресија тогаш? Разговарете како родители со вашите деца. Поминувајте што повеќе време заедно. Имате заеднички прошетки, заеднички оброци. Градете ја довербата заедно со децата. Кога имате тешки моменти, поминувајте ги заедно, дајте се утеха. Кажете си благодарност за секоја мала работа која што постигнувате како семејство. Пофалете ги децата. Кажете им ги нивните јаки страни, бодрете ги и охрабрувате ги. Славете заедно празници. Правете заеднички креативни работи со децата. Децата уживаат кога имаат поддршка и насока од родителите и кога се заедно со нив. Сето ова може да помогне за едносемено единство и поголема сплотеност. Македонската амбасада на македонците. Македонци од Швајцарија, организирани преку Македонскиот национален совет, незадоволни од состојбите во македонската амбасада во Берн, каде како што велат, со години веќе не се зборува македонскиот јазик, бидејќи амбасадорот на должност е кадар од албанскиот политички блок. Покренаа петиција со која бараат амбасадата да биде водена од стручни и професионални македонци кои ќе ја представуваат Македонија со чест, достоинство и посветеност. Петицијата се организира како поддршка на писмата испратени до Македонското Министерство за надворешни работи со неколку конкретни барања. Иницијативата е потикната од госпоѓа Лилијана Китанова, член на раководството на Организацијата на жени македонки во Швајцарија. Таа поканета, нивното друштво беше покането на еден состанок во амбасадата заедно со неколку друштва. И после тој состанок од неа потекне едно писмо со револт, бидејќи беа незадоволни од, да речеме, третманот на тие луѓе во амбасадата. Исто така не се зборувало на македонски јазик, биле пречекани, да речеме, со некои недостојни постапки како за амбасадори. Таа напиша писмо со револт од името на раководството на Организацијата на жените. Ние како Македонски национален совет се понудивме да дадеме поддршка на тоа писмо
и обезбедивме поддршка од околу 20 друштва од Швајцарија, македонски друштва, црковните општини, сите ја поддржаа иницијативата. Напишавме и ние исто наше писмо од името на Македонски национален совет и тоа писмо беше упатено по редовна постапка до министерот за надворешни работи на Македонија. Бараме реакција, да се преземе реакција, бидејќи во последните 8-9 месеци, колку што ние знаеме, нема македонец во македонската амбасада, се зборува само на албански, не може да се добијат на телефон, значи мора да се контактира на мејл и така. Не сме поканети како друштво да присуствуваме на состанок, исклучени сме од активностите на амбасадата и го изразивме нашиот револт во писмото кој што е испратено до Министерството, да се надеваме дека ќе има реакција. Исто така, како придружна активност на писмото, покренавме петиција, која што може да ја подпишат сите граѓани македонци кои живеат во Швајцарија. Може да ја подпишат оваа петиција на големи манифестации кои се организираат во овој период. Се организира исто така и преку друштвата. Подпишувањето на петицијата најверојатно до крајот на март. Ќе ги собереме подписите, исто и тие ќе бидат упатени до надлежното министерство. Македонскиот национален совет е формиран и работи на здружување на македонската дијаспора во Швајцарија. Нивните активности во таа насока се бројни, а наскоро најавуваат и трибина со сите македонски друштва и црковни општини во кои членуваат нашите иселеници. На 4 мај, точно во оваа сала овде во Тринген, на истиот состанок повеќе ни потврдија присуство околу 18-19 друштва со тие што имаме контактирано досега. Во организација на Македонскиот национален совет го поканивме исто и директорот на Агенцијата за иселеништво од Македонија како надлежна институција, да речеме, за нас иселениците. Со негови соработници изрази и тие интереси, најверојатно ќе бидат присутни, така да очекуваме на тој состанок да се договориме за наша меѓусебна соработка, да се договориме кои ќе бидат следните постапки со ова иницијатива со петицијата за македонската амбасада, па ќе видиме. Од Македонскиот национален совет се надеваат на позитивна реакција од надлежните институции во Македонија. Во спротивно, не ја исклучуваат можноста за организиран протест пред македонската амбасада во Берн. Да избегам и да заработам малку пари. На крај останав многу години, за време на овие години син ми се ожени и доби деца. Сите овие години комунициравме преку видео и секој месец им праќав по 500 евра. И на крај по 10 години се вратив назад. Колку бев среќна кога ги прегрнав синот, снаата и внуците кои ги гледав за прв пат. А станот им беше реновиран благодарение на мојата помош. Им кажав дека ќе купам нов стан и ќе започнам да живеам овде. Им кажав исто така дека сакам да го подобрам мојот личен живот, бидејќи веќе неколку години комуницирам на далечина со поранешна соученичка која исто така е разведена. Но децата не беа среќни од вестите. Но излезе дека тие мислеле дека им донесов пари и дека ќе купат поголем, трособен стан за себе и децата, а овој ќе го дадат под кирија за да не треба повеќе да работат. Си замислувате. За сите овие години ниту син ми, ниту снаа ми работеле, а живееле со парите што им ги праќам. И тие нема да продолжат да работат, но еве што измислиле. Сега живеам во мојот стан и истовремено го реновирам. За жал, јас речиси и да не комуницирам со моите деца. Жал ми е што не ги гледам често моите внуци. Но, мислам дека ситуацијата ќе се промени наскоро, затоа што вчера ми се јави снаа ми и ме побара да останам со внуците утре, бидејќи ќе оди на интервју, а син ми исто така бара работа. Конечно. Седеа удобно на мој товар и мислеа дека ќе биде така цело време. Не, деца, и јас сакам да живеам за себе. Најстара песна снимена аудио во 1902 година. Да слушниме. Стојан војвода.
Живот стана подобар, кога сватив дека не мора да бидам фин. Да бидам фин ме донесе до степен да ме искористуваат, да бидам под стрес и да не ме почитуваат. Не сум фин, јас сум добра личност. Тоа е разликата. Не мора да бидеш фин за да бидеш добра личност. Да бидеш добар значи да бидеш искрен. Да поставиш граница и да се грижиш за себе, без подценување на своите вредности. Да бидеш фин може да ти донесе привремено добро чувство, но ретко ти помага во изградбана на вистински врски. Почитувај ја вистината, нема да зажалиш. Најдов на цитат кој вели:
Мојот живот стана подобар кога сватив дека не мора да бидам фин. На 100 бир. Аирлија. Аферин. Само нека ми се дозволи една исправка. За вас муслиманите сите други се каури. Но ние не сме сите. Ние имаме и друго име што не разликува и од каурите. Тоа име ефендира ни ги зголемува страдањата. Ние сме македонци. Тоа име ви пречи и да го изговорите. Даскалите каурски постои 1 година. 100 бир. Аирлија. Аферин. Само нека ми се дозволи една исправка. За вас муслиманите сите други се каури. Но ние не сме сите. Ние имаме и друго име што не разликува и од каурите. Тоа име ефендира ни ги зголемува страдањата. Ние сме македонци. На таа земја. Сите ние знаеме дека ниту Србија, ниту Бугарија под турците не се викале со денешните имиња, туку со некои општи имиња. Народот станува национално свесен, господа. Настапува времето кога историските имиња се извлекуваат од ризницата на историјата. Србите си го присвојуваат тоа што го имале некогаш. Бугарите го прават истото. Истото го правиме и ние македонците. Македонска поезија. Се во животот поминува. И се тече и се менува. Никогаш ништо исто не останува. И среќата ќе помине, и тагата ќе замине. А и да не помине, дел од тебе ќе стане. Па ќе навикнеш со незе да живееш. И ќе мислиш поминала. Оти се свој почеток и крај има. Секој ден има своје зајди сонце. Ама ноќта завршува со изгреј сонце. И секој небо своји облаци има. И секој небо своје сонце има. Ама ти, твоите облаци, не ги покажувај. И твојата ноќ во душата не ја кажувај. Некој со болката ќе ти се храни. Некој со слабоста ќе те рани. Има луѓе за маката на другите живеат. Тагата на другите им треба за да преживеат. Затоа никогаш слабост не давај. И кога е најтешко, не се предавај. Кога сонцето изгрева, пушти го во тебе. И сончев зрак за во мракот сочувај. И продолжи. Во себе верувај. Дијамантот и во кал да падне, дијамант ќе остане. Прашината и звездите да ги види. Звезда нема да стане, пак прав ќе биде. А сепак, ништо вечно не останува. Се во животот поминува. Се тече и се менува. Пантареи. Десанка Николова. Јас сум Сања Цинцева, а вие слушате Радио Оро Македонско. А може ги замислам таксисти, бе? Они треба уште еден факултет да завршат. Мислам, после машински, пошто сите имаат машински, нали? Уште. Па не ли влегваш, здраво, ова не е мојата визитска работа, јас имам машински завршено, ја ти визит картица. Таксистите, заве. Уште еден факултет треба да заврши, зашто? Им ги сменија имињата на улиците. Абе, ја од Куманове 2 ги научи по улиците, ми ги сменија летоска. Преко ноќ. Не може, оди за памтиње. И колко е глупо, зашто ги сменил? Колко е глупо кога ќе влезеш в такси? Здраво, до каде? До Голи оток. Аха,
Од кај да фатам? Преку катранички жртви или преку велешки жртви? Од кај да фатиш? Фати преку жртви на комунизмот, побрзо се стига. На голиото ќе се задржиш? Ќе се задржам. Си јадел гомна, сум јадел гомна. Подкачу. Во продолжение на нашата радиопрограма ќе ви донесеме позаемено интервју од телевизија Сител со Крис Павловски. Крис Павловски, драги слушатели, е родом од село Болно, Преспа, а живее во Канада. Тој е основач на компанијата Rumble. За тие што не знаат, Rumble е компанија слична како Facebook. Крис Павловски е близок соработник со тимот на Доналд Трамп и на премиерот Мицкоски му возможи да биде присутен на негорацијата. Крис Павловски беше меѓу првите кој подари 1 милион динари за наследаните од Кочани. Да го слушниме интервјуто. Do not speak very well Macedonian, but I know that you know a lot about Macedonian history. You have become very popular after your post yesterday on X platform. You said, just touch down on the lands of Alexander the Great. After the reply, we shall find his burial site, you said, we will. Are you going to find? So I have a few friends, and we're going to pool some resources to look for. I'm a huge fan of history. I love archaeology. I love the ancient Macedonian history. So this is serious reply? I'm very serious about doing, funding research and archaeology in Macedonia. I am absolutely very serious. That's something that I really very much want to do. I think that's I think there hasn't really been much funding for Macedonian archaeology at all. I think it's something that's lacked, and I know a lot of Macedonians, and I know a lot of non-Macedonians that are very interested in helping with that. So I'm looking forward to pooling some money together and putting shovels in the ground and start seeing what's under the ground over here. I think that's important, and it's important to the culture. As a Macedonian, I've had stories being told to me by my baba and my dedo, my mom, my dad, and family member from family member, and I'm sure you have, and everyone else in this country has. And we haven't really put it all together. So I think it's really important that we invest some money in there, and not for a business purpose, but just for just to know and just to see what's there. And I think that they just excavated a site in this, I guess, close to Bitola right now that connects to Alexander the Great's grandmother. And I think that's important to build on that, because there's a lot that we don't know, and I think the reason why we don't know is that there's been no funding, and I think I'm in a position now where I can fund that and help. So that's something that's really passionate to me, and I will fund that, and I look forward to pursuing these things. Whatever we find, we'll see. But obviously, I'm ambitious. So. I wish you success. Thank you very much for this first interview for Macedonian Media. Thank you so much for having me. It's been a pleasure. Спонсор на денешното интервју е Wilbrook Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000.
Почитувани слушатели на македонската радиопрограма Оро Македонско од Детройт и Чикаго. Добар ден. Добар ден и на вас, господине Бошко Рајчевски-Пелистерски. За најновите случувања од Република Македонија, следете не во продолжение. Се надевам дека во периодот кој што следи заеднички ќе го одблокираме овој процес достоинствено, бидејќи една од суштинските европски вредности е токму достоинството, изјави премиерот Христијан Мицкоски на заедничката пресконференција со председателот на Советот на ЕУ Антонио Кошта. Мицкоски нагласи дека нашата посветеност во процесот на евроинтеграција ќе остане и ќе се засили во периодот кој што следи, затоа што посочи, веруваме дека еднината на македонските граѓани е во рамките на европското семејство, нагласувајќи дека евроинтегративниот процес се темели на вредности, не на билатерални прашања. Нашиот став е јасен и принципиелен. Ние тоа не можеме да го прифатиме. Без да видиме добра волја и спорака од соседната страна. Не можеме ние да менуваме устав по кој знае кој пат, а без да имаме јасна порака и јасна испорака од другата страна, тоа е бугарската страна. Никој кај нас нема проблем да, како дел од преамбулата, ги вметне, да речеме, хрватите, црногорците, словенците и останатите. Затоа што имаме принципиелен однос со тие држави. Дури ни португалците, ни шпанците, ни французите. Немаме ние таков проблем. Не сме ние таква влада, нити такви граѓани, нити пак таков народ. Но да, имаме проблем. И затоа сакаме да разговараме за да го решиме тој проблем. И ова е двонасочна улица. Ако испорачува едната страна континуирано, а другата ништо, тогаш нема цел, нема поента. Но ако испорачуваат и двете страни, а јасно е што треба да испорача втората страна, тогаш можеме да седнеме и да најдеме, што би рекле, common ground, односно да можеме да се договориме. Председателот Кошта рече дека Македонија треба да испорача уставни измени и вметнување на бугарите во највисокиот правен акт. Прашан дали ќе се договорат ЕУ да испорача гаранции дека потоа Македонија нема повторно да биде блокирана, тој рече дека нема веќе што да се договара. Не треба да го подценуваме планот А и мора да се фокусираме на испорака на планот А. Како што кажав, знаеме кои се копенхашките критериуми, знаеме кои се предходните одлуки од страна на Европскиот совет, знаеме што беше договорено во 2022 година и мора да го испорачаме тоа. И јас совршено добро сваќам кога премиерот вели дека веќе е променето знамето, името на нашата држава, кога вели дека имало измени во уставот. Сето тоа го сваќам и сега треба да бидеме сигурни дека никој нема да дојде и да побара нешто повеќе од она што претходно било договорено. И јас навистина се согласувам со него. Она што е договорено и сега треба да испорачаме. Не ни треба план Б. Треба да го испорачаме план А, што е во мојот фокус, а сигурен сум дека и премиерот Мицкоски е фокусиран на тоа и секако треба и другите 27 земји членки на Европската унија да бидат фокусирани на тоа. Доста ние како држава направивме во името на тие европски интеграции, во името на европската еднина. Ке подсетам, менувавме знамења, менувавме име, менувавме устав како никој до сега. Затоа реков, да, фрустрирачки е патот и тежок, но за нас е исклучително фрустрирачки и тежок и се уште не почнал. Уште се наоѓаме наму каде што бевме пред 20 години. А што се однесува до разговори со нашиот источен сосед, ќе ве подсетам, веќе председателката имаше на ниво на председатели неколку состаноци со незиниот колега од Бугарија, така што не е само состанокот на министерско ниво, а јас сум подготвен во било кое време, и таа подготвеност моја пренесов на председателот Кошта, да дојдам во Брисел, дали во негово присуство на председателката фон дер Лајен, во било кое присуство да седиме да разговараме било кога и било колку да треба, за да дојдеме до заедничко решение, како и двете страни да испорачаат. Интегрирањето подразбира вредности, а вредностите подразбираат консензус и двонасочно лице.
Кошта истакна дека проширувањето на ЕУ е најдобра стратешка инвестиција во мир, стабилност, што сите може да ја направиме. Тој ја поздрави работата на владата во поглед на реформската агенда и напредокот што веќе беше постигнат, нагласувајќи дека еднината на Северна Македонија е во Европската Унија. Сериозни сме во однос на поддршката за државата на патот кон ЕУ. Ние гледаме колку е направено од ваша страна и колку многу чекори се направиле. И сега веќе 20 години поминале од тогаш. И дека сме и ние сега должни да направиме билатералните теми да останат билатерални, а да не се поставуваат како камења на сопнување. Порача од Скопје австриската министерка Беате Майнел Райсингер на заедничката пресконференција со нејзиниот домаќин министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Таа нагласи дека земјава треба да изводи уште неколку чекори, додека истовремено ЕУ треба да има интерес да го поддржи и забрза овој процес, да бидам искрена и да не става уште некои други камења на сопнување. Мојата денешна порака на сите граѓани од Северна Македонија, навистина сме сериозни во однос на тоа што ја поддржуваме Македонија кон Европската Унија. Вие сте делот на кој што не може од кој што не може Европа да се откаже. Навистина сме сериозни кога велиме дека не сме комплетни без вас. Проширувањето на Европската Унија не треба да се намали само на технички процес, туку тоа е всушност вистинско силно ветување. Потребна ни е економски просперитет, слобода и секако дека би сакала да нагласам дека многу има направено ова држава. Секако дека сте имали фрустрирачки моменти на тој пат. Процесот е навистина многу долг и ние забележуваме од страна на Европската Унија дека имаме обврска за да почувствуваат и граѓаните на оваа држава дека сме сериозни на овој пат. Министерот Муцунски од своја страна посочи дека Австрија е континуиран и принципиелен поддржувач на нашиот европски пат, искрен сојузник и пријател на нашата држава и на целиот регион. Како носител на групата земји пријатели на Западен Балкан, Австрија игра клучна улога во држењето на проширувањето високо на агендата на Европската Унија. Во моментот владата има стабилно мнозинство и веќе има ист број пратеници по заменувањето на таравари. И во албанскиот дел има легитимитет и ист број. И без таравари имаме 13-14 пратеници. Изјави предпладнево првиот вице-премиер Изет Меджити и соопшти дека се преговара со пратеници од Европскиот фронт, кои се опозиција и можеби ќе преминат од другата страна. На новинарско прашање дали тие ќе действуваат како дел од пратеничката група на Вреди, Меджити одговори дека дел се од мнозинството и од Европскиот фронт и рече ќе бидат поддршка за владата. Соопшти дека деновиве се во преговори за повеќе политички опции, за ресорот здравство по заменувањето на Арбен Таравари и врз основа на тоа ќе дадат нов предлог за министер. На прашање дали за опциите ќе се разговара само во рамки на Вреди или со премиерот Христијан Мицкоски, Меджити одговори: мислам и на други поединци, групи, политички субјекти кои се надвор од влен во рамки на Европскиот фронт, кои се опозиција и можеби ќе преминат од другата страна. Не прецизираше дали тоа значи дека преговараат со Зијадин Села, лидер на крило на Алијанса за албанците, која е дел од Европскиот фронт предводен од ДУИ. Со повеќе преговараме и ќе ви известиме кога ќе има конкретни резултати, сигурно следната недела, изјави Меджити одговарајќи на новинарски прашања по отварањето на конференцијата унапредување на зелената инфраструктура во Западен Балкан. Поранешните директори на клиничката болница во Тетово, Флорин Бесими и Артане Теми, кои се обвинети во процесот по пожарот во модуларната болница, се осудени дека го сториле делото тешки дела против општата сигурност. Судот им досуди затворот по 1 година и 6 месеци. Тетовската болница треба да плати 1 милион денари. Предметот се судеше однова, а судот за разлика од минатиот пат досуди построги казни. За подсетување претходно двајцата екс-директори добија условни казни. Екс-директорот на Тетовската болница Флорин Бесими и поранешниот економски директор Артане Теми не се гонат поради причината за пожарот во Тетовската модуларна болница, туку бидејќи не ставиле пропишани уреди за гаснење на пожар. Докторот Бобан Вучевски, кој беше ослободен од вина, го судеа бидејќи дозволил влез на роднини во болничките соби, иако тоа било забрането.
Ова е суштината на обвинението за пожарот кое беше поднесено од тетовското обвинителство. Во него стои дека пожарот се гаснал со кебе и вода. За животот на пациентите се бореле двајца доктори, 3 медицински сестри и болничарка. Сите барале против пожарни апарати, но не успеале да ги најдат. Застапник на обвинението е тетовскиот обвинител Бесир Алиу. Во страутниот пожар што изби вечерта на 8 септември 2021 година загинаа 14 пациенти и нивни роднини. Ви благодариме на вашето внимание. Свој придонес за подготовка и реализација на овие вести даде господинот Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Сите спијат, само ние двајцата ме, јас и мојата гитара, по твоето бенџе, тихо свирам за да можеш да ме чуеш само ти, колку љубам ке ти кажат моите звучни акорди. Тихо свирам за да можеш да ме чуеш само ти, колку љубам ке ти кажат моите звучни акорди. Questa mia serenata se la voglio dedicar, dolce notte sogni d'oro ti voglio ora augurar. Canto piano per sentirmi solo tu, soltanto tu, quanto t'amo te lo dice il mio accordo dolce blu. Canto piano per sentirmi solo tu, soltanto tu, quanto t'amo te lo dice il mio accordo dolce blu. Две жални вести. На 89 годишна возраст почина Бера Трендов родом од Струмичко. Остана да жала синот Ристо и сната Даниела со фамилијата, а на тој свет ќе ја пречека сопруго Спасо. На 74 годишна возраст почина Благоја Стојановски од село Вратница. Остана да жала сопругата Стребра, синовите Боге и Боголюб и ќерката Снежана, сите со своите фамилии, а на тој свет ќе го пречека ќерката Силвана. Бог да ги прости новопочинатите чеда Бера Трендов и Благоја Стојановски. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 24/7, а секоја недела со нова програма.
За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.